Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Иако работи со 8 екипи, сепак здравствениот дом од Кочани понатаму се соочува со проблем со недостиг на лекари и екипираност на итната медицинска помош. Од тие 8, само 5 екипи работат 24 часа, што не се доволни за целосна и добра обслуженост на граѓаните. Дел од лекарите спас одговараат на работа во странство, па во иднина можно е и намалување на постоечките екипи. Во моментов на итна медицинска помош во здравствениот дом во Кочани работат 8 екипи составени од лекар, медицинска сестра и возач. Меѓутоа, едната од тие екипи работи како рурален доктор и 2 докторки не вршат дежурство, така што остануваат само 5 екипи кои што работат 24 часа. Поради обемот на работа на лекарите и малите плати, постојано има миграции во странство, па можно и намалување на постоечките екипи. Бројот на екипите може во иднина да ни се намали, бидејќи нон-стоп постои мигрирање на кадарот, поготово на медицинскиот кадар, дали надвор од земјата или од една во друга здравствена организација. Буџетот годинава изнесува 26 милиони 500 илјади денари, што не е доволен за исплаќање на вработените и завршење на сите активности на установата, но Спанчевски истакна дека ќе бараат од Фондот за здравство да им излезат во пресред, ако е можно, со цел зачувување на екипите на итната медицинска помош. Инаку со ваква екипираност, тешко е обслужувањето на граѓаните на Кочани и општините кои што ги покрива здравствениот дом. Ние се трудиме во рамките на нашите можности, меѓутоа тоа е се потешко затоа што се повеќе нашите екипи вршат услуги на општа болница, бидејќи и општа болница кубури со екипираност и затоа многу случаи не само за Штип, туку и од Штип клиничката болница ги препраќа на клиниките во Скопје. Со тоа се трошат и многу гориво, се трошат средства за не само за плати, туку и надоместоци на плати, за приправност, за остварен повик на вработените, што секако неповолно влијае на работата на здравствениот дом. Во иднина, додава Спанчевски, ќе се прави одредена преструктурираност на екипите и секако потребна е соработка со општа болница со цел зачувување на постоечките екипи или уште подобро вработување на нови. Намалувањето на надоместокот за комунали ќе трае уште цел месец. Со одлуката што ја усвои Општинскиот совет на Кочани, граѓаните кои инвестираат во изградба на објекти наместо до 28 февруари ќе можат поевтино да ги платат до крајот на овој месец. 20% понизок надоместок за уредување на градежното земјиште, односно за комуналии, ќе плаќаат граѓаните кои започнале со изградба на објекти во текот на оваа година. Советот на општина Кочани едногласно го усвои предлогот што пристигна од Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот, со што одлуката веќе стапи во сила и ќе важи до 31 март. Ваквата практика не е нова, односно стана вообичаена токму пред почетокот на градежната сезона, а со цел да се даде поттик во изградбата на нови објекти. На седницата на комисијата беше речено дека оваа мерка досега се покажала како ефективна и поради тоа нејзиното носење е оправдано, но имало и објективни потреби рокот повторно да се продолжи. Дека во изминатиот период нашите сограѓани не идоа на одредени потешкоти од централните институции во државата, поради ваквата моментална ситуација во која се наоѓа државата, и се дојде до проблем за обезбедување на одредени документации, одредени институции, така за да се може да се докомплетират сите документи, предлагаме до 31.3.2017 да важи намалувањето на висината на доместокот за уредување на градежно земјиште. Без дополнителни дискусии, предлог одлуката беше усвоена со што на инвеститорите им се остава простор до крајот на тековниот месец да платат помала сума за комуналии. Минатата година имаше предлози рокот за намалувањето на надоместокот да трае подолго, па дури и во текот на целата година, за да се стимулираат граѓаните да градат што повеќе. Тоа не најде на прифаќање од страна на мнозинството во Советот.
Оправдувањето тогаш беше дека попустот се дава за одреден термин, најчесто во зимскиот период, затоа што општинската администрација оценила дека тогаш замираат градежните активности. Доколку намалувањето траело цела година, тоа ќе влијаело и на остварувањето на приходите што биле планирани во буџетот за тековната година. Близу 50.000 евра планира да потроши општина Кочани од сопствениот буџет за изградба на нови подпорни ѕидови во текот на оваа година. Дел од градежните работи ќе бидат насочени на поправка на веќе постојните такви објекти, што се оштетени и дотраени од временските услови. Локалната самоуправа на општина Кочани годинава ќе потроши близу 3 милиони денари за изградба на подпорни ѕидови на повеќе улици во градот и во населените места. Дел од нив биле предвидени во годишната програма за реализација на помошни инфраструктурни објекти, а за што ќе се наменат поголем процент од парите. Известна сума од буџетските средства ќе се пренасочат и за поправка на оштетените или паднати подпорни ѕидови, како последица на временските услови и влијанија. Во општинската администрација ги имаат предвид и барањата на жителите од одделни населби и улици, каде се најнеопходни активности за изградба или пак санација на подпорните ѕидови. Тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи е веќе објавена, а крајниот рок за пријавување на заинтересираните изведувачи е до 16 март. Во проектната документација, што е дел од постапката, посочени се и конкретни детали и активности што избраната фирма ќе треба да ги преземе за реализација на планираната годишна програма. Се планира да бидат вградени над 400 метри кубни бетон, како и 14 тони железо, при што предвидените количини не се крајни, односно тие се дадени во приближна вредност заради формирање на единечните цени на чинење. Изградбата на ѕидовите ќе се реализира сукцесивно во текот на годината, според потребите и планирањата во реализацијата на годишната програма за овој вид инвестиции. Планинарското спортско друштво Осогово испрати писмен допис во кој ги отфрла на водите дека дава подршка на мирниот протест во Кочани. Во писмото се нагласува дека освен на настани од спортски карактер, друштвото не учествува на манифестации со поинаков карактер. Писмено известување до медиумите достави Планинарското спортско друштво Осогово, во кое ги отфрла на водите дека се вклучува во протести, собири и друг вид манифестации со политичка конотација. Во дописот се вели дека утринава во Кочани се појавиле летоци за повик на така наречениот мирен собир во градскиот парк. На летоците, меѓу организаторите и поддржувачите на собирот, стои и името на Планинарското спортско друштво Осогово. Од друштвото велат дека ги известуваат сите граѓани на општина Кочани и пошироко, дека нашиот клуб, како досега, така и во иднина, нема да учествува на какви било собири или друг вид активности кои немаат спортски карактер. Името на планинарскиот клуб е ставено на летокот без претходна консултација и согласност од раководството и членството на клубот. Затоа го испраќаме овој демант и им порачуваме на љубителите на природата дека вратите на клубот се отворени за сите кои сакаат да се занимаваат со планинарење, без оглед на нивната етничка, верска и политичка определба, се вели во писмениот допис од Планинарското спортско друштво Осогово, а во врска со мирниот собир во градскиот парк во Кочани. Домаќини на републичките спортски игри, многу едукативни предавања од областа на здравството и други активности се предвидени годинава во програмата на Сдруженијето на пензионери на Кочани. Меѓу другото, годинава Кочанското здружение е домаќин и на регионалната ревија на музика, песни и игри. Кочанското здружение на пензионери во програмата за работа во 2017 година планира да реализира голем број активности од повеќе области за кои се заинтересирани пензионерите. Распоредени во 15 ограноци, од кои 4 во општините Зрновци, Чешиново, Облешево и останатите 11 ограноци во Кочани и Кочанско, пензионерите ќе можат со своји активности да придонесат за реализација на истата. Председателот на Сдруженијето на пензионери на Кочани Ѓорги Серафимов на годишната конференција ја образложи програмата за оваа година. Имаме чест да бидеме и домаќини на републичкото првенство за спорт, значи републичките спортски игри ќе бидат у Кочани. Потоа ќе бидат регионалната ревија на музика, песни и игри, исто така домаќини сме по редослед у регионот, не е некоја накрана, него така се паѓа.
Така да, кога ќе иземеме содржините предвидени од минали години, оно што треба да се спроведе сега, во ова година, и овие додатни, поготово да бидеме домакини на една републичка манифестација, ја мислам тоа е чест и на град Кочани, чест и на нас како Сдружение на пензионери, една голема доверба е тоа. И сметам со едно добро организирање, како другите активности, така и овие две ќе бидат спроведени на една добра висина. За годинава, според програмата на Кочанската пензионерска организација, ќе бидат одржани едукативни предавања од областа на здравството, а ќе се посвети внимание и на социјално загрозените лица, нивна посета и доделување социјални пакети. Ќе бидат реализирани неколку екскурзии, како и посета на културно-историски места во Македонија и собери на пензионерите, организирани од други пензионерски здруженија, со кои соработува Сдруженијето на пензионери Кочани. Се откажувате од Бога во моментов кога на рака ќе ставите мартинка. Со оваков став излегоа владиците од МПЦ на првиот ден од месец март, кога децата носат мартинки и не ги вадат подолг период за да имаат среќа. Секој кој што на својата рака ќе стави или на својата облека ќе закачи така наречена мартинка, нешто како на раквица направена од црвен или од бел конец, за здравје и за среќа, да знае дека од тој момент, свесно или несвесно, се откажал од Бог, односно од православната вера и црква, и не може да учествува во низините свети тајни. Не може истовремено да веруваме и во Бог и во мартинка. Со ваков став излезе црквата во текот на вчерашниот ден, кога започнува првиот ден од месец март и кога по обичај дечињата, особено девојчињата, ставаат на рацете така наречени мартинки. Во овие краеви, со доаѓањето на месецот март, почнуваат да се носат мартинките како едно обележје. Ваквото носење на овие така наречени мартинки не се во склоп со преданието и учењето на православната црква, воедно не се ни во склоп со здравиот разум, бидејќи како можеме да очекуваме дека неколку конци би можеле да ни донесат здравие, среќа и успех, значи тие имат некое магиско и суеверно значење. Со конкретност не можам да потврдам од каде е нивното доаѓање, тоа подобро го знаат етнолозите, но сепак апелираме, ставот на црквата е јасен во врска со сите суеверија, исто така и со мартинките, значи во моментот кога ние ги ставаме на раката, значи очекуваме помош од некои други сили, а не едноставно го отфрлуваме и се откажуваме од Бога. Верата и суеверието немаат ништо заедничко, исто како што и Бог нема ништо заедничко со ѓаволот. А на два господара не можеме да им служиме, или ќе му служиме на Бог или на ѓаволот, па секој слободно нека избере кому ќе му служи. И секое друго суеверие спротивно на православната вера не е од Бога. Носењето мартинка е суеверен и магиски обичај, а со тоа и демонски, затоа што луѓето што ги носат веруваат дека мартинките, откако ќе ги стават на себе на 1 март, не смеат да ги извадат се до доаѓањето на пролета и доаѓањето на лостовичките или штраковите, и се додека да расцути првото дрво. Потоа, според истото погрешно верување, мора да ги закачат на некое дрво и да си пожелат добро здравје и среќа, со некаква вера дека желбите ќе им се исполнат. Вадењето на мартинката пред време се смета за несреќа и затоа луѓето ја чуваат со страв. Таквото верување нема никаква врска со православната вера, туку е обично суеверие, велат владиците. Христијаните треба да носат на рака или во рака бројаничка, украсена со крвче, која служи за молитва. Христијанската среќа и здравје не доаѓаат на некој автоматски, безличен и лесен магиски начин со некакво просто чинење или нечинење на нешто, без личен подвиг и саможртва, туку единствено со слободен подвиг во градење на личен однос со Бога, преку очистување на срцето од страстите, преку љубовно исполнување на Божјите заповеди и преку смирено учество во светите тајни на црквата, на кој подвиг Бог лично, слободно и љубовно одговара во одредено спасително време за секој од нас. Христијанската среќа и здравје извираат од личната заедница со Бога, а не од безлично, фобично и душегубно суеверие, велат од црквата. Следуваат информациите од спортот. Женската екипа на Основното училиште Никола Карев од Кочани на вчерашниот регионален надпревар во футсал ги победи екипите на основните училишта од Делчево и Каменица.
Следуваат подготовките за учество на меѓузонскиот надпревар што ќе се одржи во Штип. Женската екипа на Основното училиште Никола Карев по победата на општинскиот надпревар во футсал, кој што е во организација на Сојузот на училишни спортови Кочани, учествуваше на регионалниот што се одржа во Македонска Каменица и оствари победа над екипите на основните училишта од Делчево и Македонска Каменица. Следуваат подготовки за меѓузонскиот надпревар. Вчера бевме во Македонска Каменица, каде што нашето училиште ги победи училиштето од Делчево, Ванчо Прке и училиштето од Македонска Каменица, Свети Кирил и Методи. И со тоа се пласираше на меѓузонскиот надпревар, кој најверојатно ќе се одржи во Штип, која е исто така и последна препрека за учество на државен надпревар на ОУ Никола Карев во женски фудбал. Девојчињата се во добра подготвеност, бидејќи поголем дел од нив се во младинските категории на женскиот фудбалски клуб Кочани и заедно играат на големиот терен и се доста сплотени. Работиме напорно заедно со мојот колега Оливер Јовановски. Се надеваме дека лани бевме со машките дечиња на државно првенство во Вевчани, се надеваме дека ова година ќе го исполниме сонот на девојчињата дека и нив ќе ги одведеме на државно првенство. Со оглед на тоа дека се работи за девојчиња на возраст од 11 до 14 години, тренерите се задоволни од нивната подготвеност и очекуваат позитивни резултати од меѓузонскиот и учество на државниот надпревар. Кошаркарите на Баскет Дино во М12 лигата од оправдани причини не го одиграа надпреварот со гостинот Академик од Струмица. Истиот е презакажан за викендов, кога истата екипа ќе има и меч против Карпош Соколи, а во третата лига нашите кошаркари ќе се сретнат со МЗ-та. Иако беше најавен, викендов не се одигра надпреварот во Кочани од редовното коло во М12 кошаркарската лига. Екипата на Баскет Дино требаше да биде домакин и во салата кај гимназијата да ги пречека своите врсници од Академик од Струмица. По барање на струмичани, поради традиционалниот карневал, средбата беше одложена. Во меѓувреме е постигнат договор овој заостанат надпревар да се одигра в петок со почеток од 17 часот. Истата екипа на нашите млади кошаркари викендов ќе има уште еден тежок меч на домашен терен. Момчињата на тренерот Сашо Лазаров ќе се сретнат со своите врсници од Карпош Соколи, екипа која заедно со МЗТ е една од посилните во лигата. Сепак, победата што Баскет Дино ја имаше против истиот скопски тим на Триглав купот што се одржа во јануари, влева оптимизам оти е можно да се повтори истата игра и да се оствари добар резултат. Надпреварот со Карпош Соколи ќе се одигра в недела од 12 часот. Во третата кошаркарска лига пак, по минатонеделното коло во кое според распоредот Баскет Дино беше слободен, викендов ќе се играат надпреварите од 11-тото коло. Повозрастните наши кошаркари ќе бидат домакини на средбата со МЗТ, екипа која заостанува само еден бод зад првопласираната Ball for Life, но има и еден надпревар помалку. Екипата од Кочани пак со освоените 10 бода во моментот се наоѓа на предпоследното место. Надпреварот со МЗТ ќе се игра в сабота со почеток од 17 часот и 30 минути. Почитувани, толку во вестите на Канал 8, информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.